Оваа недела знаев дека јас ќе проповедам и како и секогаш многу порано си спремам една проповед и мислев да зборам молитвата како приоритет. Ама некогаш ние едно така правиме, после некако у текот на неделата ќе дојде некоја друга инспирација кој што ќе ја промениме. А тоа се случи вторникот, така се рано на сабајле, добив една песна која што не знаев колку тоа може да ми збори и колку тоа може да ме допре и колку може тоа да направи да поминеш у плачење, да се утепаш, онака што викаме, да излееш се пред Господ и да кажеш: Господе, еве сум пред Тебе. Сега имаме машки, не е ова проповед женска, не сакам да се почувствувате така, оти ќе видите дека воопшто, иако ликот женски ќе се спомне, воопшто не е само за жена. Значи, песната се вика "Подигни се" од Дебора. И само неколку цитати од песната ќе прочитам, така, зашто и како после тоа се решив да зборам на таа тема. Ама ова секој еден може да си го рече за самиот себе си, каде што како Господ се обраќа и вели: "Разбуди се, керко, која јас те избрав. Зашто ти беше родена? Зошто седиш во позадина кога си повикана во првите редови? Зошто чекаш да заврши некој друг за тоа што ти си повикана?" И вели понатаму, сега нема целата строфа секако: "Керката на лавот е и самата лав." И понатаму друг дел има исто, вели: "Зошто мислиш дека си дисквалификувана, кој ти ги има кажано овие лаги? Ти си по ликот Божи создадена да не бидеш тивка." И како што кажав, толку бев допрена, затоа што понекогаш, не е битно, дури некогаш можеби секој еден да се најдеме, да речеме: "Знаеш, тоа не е моје, тие си тие таму што треба да завршат, кој сум јас, што можам да го направам?" Може некогаш некој од сестрите да рече: "Па ние сме жени, што би ние можеле да направиме?" А некогаш и браќата можеби можат многу повеќе да направат од тоа што можеби за момент размислуваме и мислиме дека можеме да постигнеме, се до она разбудување кога ќе го допреме од Господ и ќе рече: "Разбуди се, тргни, јас сум со вас." Затоа што и тоа некако темата ќе ми биде: ако Бог е со тебе, тоа е доволно. Тоа е доволно да почнеме да правиме и да живееме според она кој што Бог не повикал. Јас, за да дојдам до Дебора, ќе почнам малку од понапред, во кој што во почетокот гледаме како Бог го водеше својот народ од робството во Египет, издигаше водачи, нели цело време им поставуваше некој водач кој што ќе ги води. После Мојсе и луѓето кои што кружеа во пустината 40 години, дојде Исус Навин, кој што беше, нели, оној кој што требаше и ги изведе кон ветената земја, луѓето кои што таа на некој начин нова генерација кој што Бог му ги беше дал. И сега интересно, тој ги водеше и на крајот од својот живот, а секако ќе спомнам измеѓу после тоа и кога им се распоредуваше на племињата кој каде ќе биде, и вели: "Јас и мојот дом ќе му служиме на Господ." Тоа го вели Исус Навин во 24 глава, 15 стих, ама и претходно ќе прочитам 14 и 15 стих, кој што целиот контекст за да го разбереме. "И така имајте страхопочит кон Господ и служете му со чистота и искреност. И отфрлете ги брановите на кои им служеа предците ваши од онаа страна на реката и во Египет. И служете му на Господ. Ако пак не ви е мило да служите на Господ, одберете си сега кому ќе му служите, на боговите ли, на кои им служеа предците ваши, која беа од онаа страна на реката, или на боговите аморејски, во чија земја живеете, а пак јас и домот мој ќе му служиме на Господ." И нормално, тука одговорите секогаш кога ќе добиеме такво прашање, секој еден мислам дека така ќе одговориме како што и тие рекоа: ние нема да скршнеме, ќе се држиме и само на Бог ќе му служиме.
Но и навистина во 31 стих гледаме: и му служеше Израел на Господ во сите денови Исусови и во сите денови на старешините кои го поминуваа времето со Исус и кои ги видоа сите дела што му ги направи на Израел. Но тоа беше таа некоја си верна генерација која што му служеше на Бог, и за жал понатаму во Судии можеме да видиме дека не стоја баш така на зборот, како што рекоа дека тие ќе се придржат, ќе нема да скршнат, дека тоа ќе го пренесат на другите генерации. И во 2 глава Судии 10 стих вели: и кога целото поколение им се придружи на своите предци и настана по нив друг род, кој не го знаеше Господа и делата негови, какви што му беше направил на Израел. И сега тука гледаме, или можеме да си речеме, кој е крив сега сето ова. Ова е нова генерација доаѓа и сега тие немаат појма дека Бог направи Јордан да се повлече за да тие поминат. Сите тие чудеса кои што Бог ги правише за нивниот народ, тие воопшто не знаеа. Значи тука гледаме дека оваа генерација кој што рече на Исус Навин, ние ќе си го одржаме ветувањето, тоа ќе го пренесеме. Гледаме дека тука паѓаат. И кога тоа може да навистина бидеме и ние самите, често пати, како што кажав, ќе речеме нема тоа да го направам, нема вака, цело време ќе служам, цело време ќе правам, ама понекогаш ете како можеме да застранеме и да заборавиме како и на кој начин да го пренесуваме пораките, а од друга страна исто често пати мислиме ако обезбедиме на нашите идни генерации добар живот, дали тоа финансиски, добра работа, сето тоа е добро, да не се развериме, значи треба да им обезбедиме се. Ама ако само тоа мислиме дека ние ќе изградиме добра генерација, со тоа што само на тој материјален и ментален развој ќе гледаме, а во духовна смисла не им го пренесуваме, наистина на еден ден ќе налекуваме како оваа генерација, кој што на идната генерација нема ни да знае кој е тој Исус, ни што направил, ни како направил во нашите животи. Значи прво единствено што најмногу можеме да збориме е тоа што Бог направил во нашите животи. И никој не може да го порекне оно што Бог направил за мене. Како што секој еден од вас кој и да кажува сведоштво, јас не можам да речам дека тоа Бог не го направил, затоа што ти со сила и авторитет го кажуваш тоа што Бог прави во твојот живот. И понатаму гледаме во Судии 13 и 14 стих 2 глава, што кажува всушност го оставија Господа и почнаа да им служат на вавилонци и на разни астарти. Тогаш Господ силно се разгневи против израелците и ги предаде во рацете на грабачи кои ги ограбува и ги предадоа во рацете на околните народи и не можеа повеќе да одат пред непријателите своји. Интересно, ако ја гледаме целата книга на Судии, се некако како еден круг се случува тука. И тука се случуваат на некој начин 7 круга, кои што можеби ќе се прашате како. Значи, тие стануваат непослушни на Бог. Бог ги дисциплинира, тие ќе се покајат, Бог тука ќе им даде судија, ќе имат еден период добар живот и потоа повторно. Тие се непослушни, Бог ги дисциплинира, ќе се покајат, се дава друг судија и повторно ќе се случи непослушност, дисциплина, покаяние, судија, значи така 7 кружења постои во оваа книга. Во Судии исто 2 глава 18 стих вели: но кога Господ им поставуваше суди, сам Господ беше со судијата и ги спасуваше од непријателите нивни во текот на целиот век на судијата, зашто Господ се сожалуваше, слушајќи ги овкањата нивни од оние кои ги угнетуваа и потискаа. Значи, гледаме тука дека овие судии навистина имале некоја посебна харизма, кои што дури поразлични и од царевите и другите ослободители. И како што кажав, ова што ќе го гледаме натаму, ќе спомнеме за третиот судија кој што е наречено, кој што се вика Дебора.
И секако тука пак кажав, јас нема да се задржам од женскиот аспект, туку можеби само малку ќе зачнам за незе, повеќе за самата случка и што можеме да извлечеме од тој настан таму. И значи таа беше личност кој што се вели за незе нема никаде лошо напишано. Тоа беше пророк, пишуваше песни, пееше и беше наречена мајка на Израел. Беше судија кој што им даваше мудрост на луѓето што да прават за разни работи, значи доаѓа кај незе и таа беше еден прекрасен водач во тоа време кој што Бог ја постави. Како што кажав, ние од ова со Дебора и Варак ќе погледнеме 3 работи кои што Бог како ги дисциплинира, Бог како ги на некој начин доаѓа тоа покаяние и понизување и на крајот тоа ослободување. Значи, непокорноста и непослушноста не секогаш на некој начин се решава со дисциплина. Да си почнеме од самите вие што имате деца или кога се нешто не непослушни, како ги дисциплинирате со тоа што ќе им забраните нешто, ќе ги ставите, ќе им кажете не може повеќе тоа да го правите и така. Значи, почнуваме дури ние не затоа што не ги сакаме, туку затоа што тие деца ги сакаме и сакаме тие да излезат на добар пат, на некој начин им поставуваш една така дисциплина во нивниот живот. Во повторени закони исто така Бог дава многу јасно каде што вели ако сте послушни и покорни на моето слово ќе ги добиете сите тие благослови. Значи цела страна има на благослови што се можеме да добиеме. Ама вели ако сте непослушни следува обратното, спротивното. Затоа, значи Бог толку многу нас не сака што тој секако не сака да дозволи да паднеме во грев. И затоа тој секогаш се грижи во одредени ситуации, ќе ни дава одредени луѓе или можеби одредени работи ќе се случат во нашиот живот за да повторно не врати и да бидеме блиску до него и да чекориме со него. Во Судеи 4 глава, првиот стих вели кога умре Аот, Израеловите синови пак почнаа да прават зло пред Господ. Значи повторно, како што кажав, добро едно време ќе се постави судија, ќе води ред, штом веќе го нема, веќе се случуваат проблеми. Значи Аот е вториот судија кој што донесе победа над Моовците и беше искусен и во тој период еден мир кој што луѓето има еден добар период во својот живот. Значи, по некое време тие повторно се вратија на своите стари навики, на своите стари желби, на паганството, значи станаа на некој начин вели се случи како зло пред очите на Бог, тоа како Бог кој што не го сака. И каде има победа, значи има мир, просперитет и секако во секој случај ќе бидеме многу поопуштени. И она што многу пати луѓето се обидуваат и како и тие, па и денеска ние често пати правиме компромиси со многу работи, а и со гревот и секако тоа не ќе донесе ништо добро, туку ни носи само неволи во нашиот живот. Но како што кажав, да не заборавиме затоа што кога пак добро се ни се случува во животот, навистина сме ние луѓето чудно створение, понекогаш така бар јас се изразувам, кога ни е тешко, овкаме, викаме, кога ни е добро, повторно ние како да заборавиме на Бог. Повторно, како се нешто друго ни е приоритетно, ќе заборавиме дури кого обожавам и кого сакам и колку ми е важен Бог во мојот живот, затоа што се добро тече. Ама кога ќе отидеш на лекар, ќе отидеш и сега ги слушаш некои резултати кои што и како не ти се добри, едноставно во тој момент што си правиш? Си велиш, лела Господе, прости ме за овој период, јас што направив, и се свртуваш целосно кон Господ, предавајки си и барајки помош од Него. И гледаме во вториот стих, од 4 глава веќе разработуваме, и Господ ги предаде рацете на хананскиот цар Јавин, кој царуваше во Асор, и на неговиот војсководач Сисера, кој живееше во Хароштем Гоим.
Значи, Бог сака, затоа што го сака, како што кажав, не дозволува да ова се случува и доаѓа таа дисциплинска или таа дисциплина која што ја прави во Евреите, јасно се вели 12 глава 6 стих, зашто Господ го казнува оној кого го сака, го кара својот син што го прима. Значи, тука јасно ни покажува дека кога ние нешто малку, тој ќе не скара, тој ќе не предупреди. Дали тој некогаш дури вака преку словото ќе ни зборува силно, кој што ите како ќе ни покаже, тој многу добро ги знае нашите карактери, знае на кого како што му е потребно. И тој така ќе го даде тоа слово, таа рема во нашиот живот, кој што ќе не извлече каде и да сме, во што и да сме, за да се свртиме и продолжиме да одиме со него. И навистина да не дозволиме, како што потоа стихот што ќе го прочитам, да тој притисок на тие компромиси, на тоа што ние можеби ќе се оддалечиме, мислејќи дека сме со Бог, ама оддалечувајќи се многу од Него, да навистина го имаме тој притисок во нашиот живот, како што тие имаат 20 години. И вели ги повика Израеловите синови кон Господ, зашто Јавин имаше 900 железни коли и ги потискаше Израеловите синови 20 години. Значи, тука гледаме од овој стих покаяние на израелскиот народ. Тој се покаја за тоа што беа оддалечени, за нивниот компромис кој што го правеа, за многу нешта и за гревот. И затоа треба да дозволиме да Светиот Дух ни зборува. Значи, компромисот секогаш носи пораз. Колку и да се залажуваме, колку за почеток да изгледа дека сето тоа е добро, ама носи пораз. Но Бог, ете како гледаме дури тука, уште у тоа време ја покажува својата милост и благодат кон оние, кон неговиот народ и ги слуша нивната болка, нивната немок, нивните болки, нивниот крик на срцето нивно кон него кој што тие ги има. Значи, тие беа безпомошни од својот непријател. Имаа голема сила, те вели 900 тенкови, и тоа е како да се бориш ти сега само со пушки, а другите со тенкови. Знаеш каков тој очекуваш пораз, немаш шанси да си велиш да победам во таа битка што и да правам. И сега гледаме во 4 стих, вели, во тоа време судија за Израел беше пророчицата Дебора, жената на Лапидот. Сега тука малку истражував и тражав дали се мисли дека Дебора тој е сопруг на Дебора и е во брак. Значи, као традиционално еврејско-христијанско толкување, се вели дека таа била во брак со него, но додека исто некои научници пак го малку дават символично значење на самиот збор Лапидот, што значи жена на оган, пламен или факели. Значи, хебрејскиот збор Лапидот буквално значи факели или пламен. И сега тука тие го поврзуваат со нејзиниот карактер, со нејзината силина на пророчката мок кој што има и нејзината воинственост кој што постои во нејза. Значи, затоа интересно исто истражува што значи името Дебора, и буквално значи пчела, кој што често пати тоа го поврзуваат со мудрост, сила и лидерство, ама пчелата исто така носи и символика на вредно, организирано, силно женско присуство. И Дебора не беше само судија, туку спомнува дека таа беше и пророк. Кој што исто така се спомнува во Стариот Завет од другите жени, сите беа нешто, но не се спомнува само Дебора, се спомнува и се вбројува во пророците. Во 5 стих понатаму читаме, таа обично седеше под деворината палма, меѓу Рама и Ветил во Ефремовата планина и одеа кај неа Израеловите синови за судење. Што можеме навистина да научиме од овие делови е тоа дека ние како луѓе навистина лесно и брзо можеме да паднеме во греф и да направиме компромис, но навистина Бог секогаш е тука
и со неговата милост и благодат или повторно ние доаѓаме до онаа точка на осознавање каде што се покајуваме. Ќе се наврата малку во делот каде што кога ја мина реката Јордан, Исус им рече, нели знаеме тука племињата веќе зазимаат ги, Бог им покажуваше кое племе каде да заземе област и се населуваат таму. И Исус нави им рече дека тие треба да прават се онака како што Бог им кажуваше. И знаеме дека тие треба се да уништат, ама многу од нив и правеа компромиси. Затоа што тие си гледа и луѓето ги правеа нивни робови. Ајде да кажеме економски од денешна страна, добро е да имаш луѓе кои што ќе ти работат, добро е што ќе ти прават вака економски. Но духовно тоа е голем ужас, со кој што тоа направи да тие почнат да имаат влијание во животите на или да влијание над Израел и тоа кое што ги водеше постојано во такви порази, во такви дисциплински делови кои што Бог мораше да интервенира во нивните животи. И затоа Дебора вели тука дека во 6 стих Дебора испрати го да го повика, значи Дебора испрати да го повикаат Варак, синот на Авиноам од Кедес Нефталимов, и му рече: зар не заповеда Господ Бог Израелов, оди собери народ на гората Тавор и земи со себе 10.000 мажи од Нефталимовите или од Заволоновите синови. Значи тука се спомнуваат двете племиња или двете имиња на синовите на Јаков, кој што Нефталин беше еден од 12 Јаковови синови, роден од слугинката Билха. Тоа може да видите Битие 46 глава 24 стих, а Заволоновите синови пак тоа е 10-тиот Јаковов син или 6-тиот од Илија. Тоа го пишува во 14-тиот стих. Значи од оваа изјава која што Дебора можеме да видиме, му рече: отиди и вели испрати, нели ти беше кажано и заповедано од Господ. Интересно тука Варак тоа го знаеше. Варак требаше, имаше веќе, му беше спомнато како што вика: зарем не заповеда Господ Бог Израелов, оди собери. Значи, таа само го подсетува она што Бог му има веќе ставено на срце, Господ што му има зборено на Варак, ама Варак тоа не го правеше. Тој таму си стоеше затоа што логично е кога ќе знаеш колкава сила пред тебе стои, да ти си размислуваш кој сум ја, што можам јас да направам. Ама интересно, таа кога го тоа кажува, што гледаме тука од 8 стих, дали Варак рече: супер, одам, одма, сега тргнуваме. Тој рече вака, а Варак ја одговори: ако дојдеш со мене ќе одам, ако не дојдеш со мене нема да одам. Кога ќе прочитаме вака ептен ентузијазам голем, нема што, ама во секој случај тој наместо да се придржи на онако што Бог веќе му ставил во срце, Бог веќе го повикал, му рекол, тој стои со некоја си млака вера во позадина. И значи таа, сега во 9 стих вели, таа му рече: добро, ќе дојдам со тебе, само нема да биде славата твоја по патот по кој ќе одиш, зашто во женска рака ќе го предаде Господ Сисера. И Дебора, значи, тргна со Варак во Кедес. Сега, на вистина, тука ова е еден процес, како што кажав, тоа е кога веќе луѓето се свесни дека не можат, луѓето немаат излез, викаат кон Господ, како многу пати и ние кога викаме кон Господ. Ама интересно, во Втора Летописи, 7 глава, 14 стих, на моментот на покаяние, што вели? И мојот народ, кој се именува со моето име, се понизи, почне да се моли, да го бара лицето мое и се одврати од сите своји лоши патишта. Јас ќе чујам од небото и ќе му ги простам гревовите негови и ќе ја излекувам земјата негова. Значи, гледаме дека тука тој не вели само ако сите се покаат неверни што се тука, ќе биде многу подобро. Само ако другите, туку вели мојот народ. И навистина, кога ние за многу работи
ќе се покаеме, понизно ќе застанеме пред Господ. Секој еден од знаеме дали сме направиле компромис, дали нешто правиме, што правиме со својот живот, каде сме, на кое духовно ниво сме, што тоа правиме. Значи, црквата, кога таа ќе се понизи, кога таа ќе се покае, навистина и како целата земја ќе биде исцелена, како што тој вика, ќе излекувам земјата негова. И во Изреки 14 глава 34 стих вели: правдата народ подига, правда народ подига, а беззаконието срамоти народи. Значи, колку и да се надеваме, сега скоро слушаме бар на вести за тие гласања, за тие кои како локални вакви онакви избори кои што ќе следат, така да, значи, навистина сето тоа, колку и да мислиме дека ако имаме добар премиер, ако имаме добар председател, добар градоначалник, ние ќе видиме нешто добро на ова земја. И како навистина благословот доаѓа од покорноста и праведноста на народот Божи и земјата ќе биде исцелена. Значи, народот кој ќе ја применува таа праведност, народот кој ќе биде понизен пред Господ и Бог ќе делува и ќе го среди како се околу нас. А за тоа навистина Бог чека на нас, на мене и на тебе, за да навистина и среди многу работи во нас, среди и во другите. Затоа што велиме, промените од каде доаѓаат? Од себе. Кој јас се променам, доаѓаат промените кај сите луѓе. Ако јас држам нешто или јас ги правам тие, не можам да очекувам соседот да се промени и да прави нешто подобро од мене. Судеи во 4 глава, значи 10 до 14 стих ќе прочитам: а Варак ги повика потомците на Заволон и потомците на Нефталим во Кедес и по него тргнаа 10.000 души и Дебора појде со него. Тогаш кенеецот Хевер се оделија од кенинејците, односно потомците на Ховав, шурата на Мојсей, и го постави шаторот свој кај Давот близу до Кедес. И му јавија на Сисера дека Аминовиот син Варак излегол од гората Тавор. Сисера ги собра сите коли и сиот народ што беше со него и од Харошет го им замина кај потокот Кишон. И Дебора му рече на Варак: стани, бидејќи денес е денот во кој Господ ќе го предаде Сисера во рацете твои. Сам Господ ќе тргне пред тебе. И Варак слезе од гората Тавор и по него 10.000 мажи. Тука навистина која ќе знаеме дека во минатото, барем сега не знам најновата стратегија како е, ама знаеме дека наши вековите каде се борија по планините, затоа што таму е најбезбедно. Ама сега ти да се симнуваш од гора, да одиш на некоја рамница кој што ти навиди ќе бидеше навистина како да одиш на самоубиство, кој што си многу добар на мета. И сега можеби како маж Варак можеби ќе речеше: слушај, па тоа е безсмислено, ти како не тераш да одиме на таков бој, кој што ние треба да се симнеме доле, ама Варак тука демонстрираше вера, демонстрираше послушност и покорност. И во Евреите затоа тоа е ставен во хероите на верата, каде што вели: и што уште да кажам? Зошто не ги имам доволно, зошто не ќе имам доволно време да кажам за Гидеон, Варак, Самсон, Јефтај, за Давид и Самуил, другите пророци. Значи гледаме тука веќе Варак се спомнува. Значи затоа што тој го демонстрираше храбриот потек, демонстрираше вера. И во 15 стих понатаму вели: тогаш Господ го доведе во забуна Сисера и сите негови коли, целиот негов народ пред Вараковиот меч, и Сисера слезе од колата и избега пеш. Значи без разлика колкав и да изгледа вашиот непријател или колку и да изгледа непријателот кој што се можеби соочуваме, доволно ако е Бог на нашата страна. Доволно е тоа што Бог е со нас. Доволно е тоа што Бог нас не повикува за тој настан, за таа случка, за тоа. Значи, воопшто не треба ни да помислиме, да се сомневаме, туку да
послушно пристапиме на она што Господ го чека и очекува од нас. И во петата тоа го гледаме што натаму се случува во битката која што ја имале преку песната која што Дебора потоа ја пее и слават го Бог. Во 4 и 5 стих вели: кога излегуваше ти Господе од Сеир, кога доаѓаше од полето Едом, земјата се тресеше, небото капеше и облаците вода пролеваа. Горите се топеа од лицето на Господ, дури и Синај затрепери пред Господ, Бог Израелов. Понатаму во 20 до 22 стих вели: од небото се војуваше, се бијат звездите од сите патишта против Сисера. Потокот Кишон ги одвлече. Стародревниот поток, потокот на Киришон. Гази ги душо моја силите, тогаш отпаѓа копитата на коњите од топењето, од терење на јавачите нивни. Значи гледаме што се случува. Таа е огромна, многу поголема војска од тоа што се доаѓа во моментот. Но во секој случај тука гледаме дека Бог направи такви чудесни работи кои што на некој начин земјата се затресе, дожд, тоа им отежна на сите коли во тој кал, во тоа време кој што навистина било тежното да се движат, коњите исто така да делуваат и се вели дека тие само со меч и како можеа да издвојат таа победа. Не затоа што тие беа посилни, дека беа помудри, но затоа што Бог ја покажа силата со нив во нивните животи. И сега гледаме како Сисера тука тој понатаму од 16 до 24 стих, нема да читам, само ќе го прераскажам делот, каде што гледаме дека тој бега од колава, знае дека веќе не може, тој оди, трча и оди кај жената Јаел во шаторот, на некој начин го пречекува пред шаторот Јаел, жена на кениецот Хевер, и сега таа му вели: дојди тука, јас ќе те сокријам. Ама интересно, во тоа време жените имале посебни шатори, мажите имале посебни шатори, не спиеле заедно, со тоа што се вели дека воопшто никој не би ни побарал маж во женски шатор. Ама сега тој тука се крие, знаејќи дека нема тука да побара никој дали е тој тука, и сега тој бара вода, таа му дава млеко, се вели кога ќе се напиеш млеко, уморен ти, добро ќе заспиеш, и таа го убива со колец. Него кој што потоа кога доаѓа варак, таа го пречекува, му вели: влези, еве го човекот, веќе е умрен тука. Значи, ја гледаме дека Бог делуваше во сето ова, таа беше послушна на она што Бог бараше, ама од друга страна гледаме исполнување на тоа што беше кажано, дека тој не ќе умре од вараковите раце, туку од раката на жена. И во 5 глава, 24 стих гледаме кога Дебора и овие другите славија, вели дека е благословена меѓу жените Јаел, жената на кениецот Хевер, меѓу жените во шаторите нека е благословена. Беше благословена оти го вршеше она кое го бараше Бог. Како што кажав, многу е битно во нашиот живот да го вршиме ако сакаме да имаме победоносен живот, она што Бог го бара од нас. Колку и тоа да изгледа можеби неприфатливо или не, нашата логика си вели не може така да биде, и како Бог може да направи преку секој еден од нас тука големи чудеса само ако бидеме послушни на она што тој го бара од нас. Во Псалм 27 стих вели: едни со коли, други со коњи, а ние со името на Господа нашиот Бог се фалиме. Тоа е, значи, колку и да со што и да се соочуваме, колку и да тоа изгледа огромно, големо, невозможно за мене. Ако Бог е мојата страна, доволно е. Значи, тој ќе издвојува победата, не јас. Не некој од нас после да рече јас, не јас. Бог тоа си го прави. Бог е оној кој што ќе направи прекрасни работи во секој еден од нашите животи, верни, и во нашата околина, во нашата земја и околу. Интересно, кога тражиш, онака па налетав и на една информација која што во 1967 година имало 6-дневна војна
во Израел со здружените сили Сирија, Јордан и Египет и израелските сили. И сега имаше некои податоци на бројка кои што вели здружените сили имаа поголема војска од израелската. Со тоа што тие има 240.000 тенкови, а 2504 авиони, не тенкови, а додека 957 авиони, а додека Израел има само 100.000 луѓе сила кои што излегуваат да се бори, 800 тенкови, 300 авиони. Сега кога ќе ги споредиме бројките, навистина е голема разлика. И сега вели за загубите, нели, Израел издвојува победа, 6-дневна е само таа војна, кој што ја загинале 1000 луѓе, кои што секако 1000 луѓе не се малку и тоа е многу, ама спротивната страна изгубиле 18.000 луѓе. Тоа се повторно можеме да кажеме дека Бог кога е на нашата страна, Бог кога делува, на вистина тоа е доволно. И видите како можеме да видиме низ целата Библија дека Бог е ист, како што беше во времето на судиите, како што беше времето потоа и со Давид и со другиве, сега да не ги зборам, до Исус, до доаѓањето. Значи Бог секогаш беше оној кој што издвојуваше победата во нашите животи. А кога се тоа случува? Кога се надеваме на Господ. И тогаш со Него ние ја имаме сета таа победа. Кога? Кога сме послушни, кога сме покорни, ја имаме таа победа. И затоа е многу важно да секој еден од нас се покаеме пред Господ. Повторно ќе кажам, покајанието ите како е важно и ние знаеме кога прв пат го прифативме Исус во нашиот живот, какви победи издвоивме над многу пороци, над многу работи, како понатаму не водеше, а ите како тој не посочува да ние навистина доаѓаме кај Него, да тој работи и не избави од сето онако што можеби во моментот некаде стоиме заглавени. И тој сака да ни извлече и да одиме и чекориме во таа победа и тоа избавување кој што тој ни го дава. А тоа може да се случи денеска затоа што Бог е ист и денеска со истата сила, затоа што знаеме дека Исус Христос умре на крстот, се предаде себе си, тој издвои победата таму, и издвои победата над гревот, победата на смртта, каде што во Коринтијаните 15 глава 55 до 57 стих вели: "О смрт, каде ти е осилката? О смрт, каде ти е победата? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот." Да му благодариме на Бога, кој ни дарува победа преку нашиот Господ Исус Христос. Дали ја искусивте победата над гревот, над смртта? Искусивте победата над гревот, над смртта. Исус Христос победи. Ја победи смртта и тој воскресна и е жив. Значи, гледаме дека ние откако го искусивме Исус во нашиот живот, како наш Господ и Спасител, и како тој ќе не води во секоја една ситуација од нашиот живот. Тој ќе ги издвојува сите тие победи над гревот, над смртта, тој живее во нас. Значи, ако тој живее во нас, оној силниот Бог, вели, кој може да биде поголем од мене? Значи, тој е посилен и поголем од оној кој што е надвор од мене. И затоа, ајде да не во било која ситуација од нашиот живот не размислуваме дека сме немокни, не можеме ништо да постигнеме, слаб сум, слаба ми е верата, не можам, вака, туку да стоиме цврсто на она за кој што Бог не повикал. Она за кој што Бог ни зборува во моментот, да излеземе, да се покаеме, да можеби, ајде да кажам, можеби некој период кога минуваме е дисциплина, кој што баш те исплеска за да се освестиш кој си, каде си, на кого припаѓаш, кого тоа да славиш и да обожаваш и да бидеш покорен вршејќи ја Божјата волја за нашиот живот. Затоа што никој еден тука, барем ова утро, во ова просторија што сме, јас не верувам дека тек случајно сме тука и дека така Бог само слушнав ми сме тука. Бог уште пред да бидете родени, уште кога сте се родиле, веќе имал план и има план за вас. И како тој сака тоа да го реализира. Затоа, секој еден, ајде да излеземе
како што беше песната, да излеземе од тоа што може би мислеме дека не можеме, дека кој сум јас, да излеземе од она кој што може би очекуваме некои други да ја завршат работата наместо мене, но да излеземе и да почнеме да чекориме храброст со вера на оној повик кој што Бог го има за нас. А кога сме ние со Него, кој може да биде против нас? Кој може да не победи, затоа што победата издвојува Христос. И затоа дајде да чекориме и да издвојуваме секојдневно такви победи, како во нашите животи, така да го освојуваме и овој град, кој што ќе гледаме чудесни, прекрасни работи, кои што Бог ќе ги прави, многу срца спремни да му служат, многу срца спремни да се радуваат и да пренесуваат што се тоа Господ прави во нивните животи или што ние да продолжиме да пренесуваме што се Господ направи во нашите животи. Како што кажав, тоа ми беше, иако многу стихови прочитав, дека ако Бог е со нас, тоа е доволно. Ако ние сме послушни и покорни на Неговото Слово, и како Бог издвојува победа на секое поле во нашиот живот. Така да му ја дадеме славата на Него, да дојдеме во молитва пред Него, да ги отвориме нашите срца, да наставно дозволиме да Бог го реализира Божиот план преку нашите животи и да тој се прослави.